Добро утро, време е за обштествена сцена, јас сум Александра Бубевска. А оваа недела така се случи да во минутите посветени на културата се занимаваме со културното наследство, односно со започнувањето на архитектонско-реставраторските работи на црквата Свети Ѓорѓи, славната црква Свети Ѓорѓи во Курбиново. На крајот на денот експертите се тие што ќе одлучат и што ќе реализираат целата заштита на оваа црква. Па по тој повод наша соговорничка денеска е Валентина Поцеска, долгогодишен конзерватор и советничка на Министерката за култура за заштита на културното наследство. Добро утро, Валентина. Како сте? Добро утро. Добро, ви благодарам. Веќе кажав, оваа недела го одбележа започнувањето на реставрацијата во Курбиново после 7 години од изработувањето на проектот, па ќе ве замолам сепак од стручен аспект да ни кажете како ќе се одвива, во какви фази, како може да се заврши конечната заштита и реставрација на ова културно богатство. Пред себе сакала да ви благодарам за интересот и веднаш сакам да пояснам. Заштитата на Курбиново е во надлежност на стручна установа Завод за заштита и музеј Битола, кој има изготвено проект за конзервација на ова културно добро во кој учествува повеќе еминентни стручни лица од доменот на архитектурата и градичништвото. На терен во моментот се спроведува првата фаза на конзервација на објектот, односно се изведуваат одредени прелиминарни работи кои што едноставно можеме да кажеме се спрема објектот да презими и за напред продолжат втората фаза, односно да продолжат активните конзерваторски активности. Од статички аспект можеме да кажеме дека црквата е стабилна, а од надворешната страна на зидовите моментално се детектираат основните проблеми на архитектурата за подоцна да се вршат конкретни интервенции од аспектот на инертирање и зајакнување на зидовите на кои што има пукнати. Каменните зидови на самата црква, кои се со дебелина од 80 см, се чистото нанесени дуги во одлабочено од приближно сантиметар до 2 во овој момент и не се работи, тука морам да потенцирам дека не се работи за оригинални малтери од 12 век, туку се материјали нанесени при неколку подоцнични интервенции во кои што се применувани најразлични, меѓу другото и несоодветни материјали. Сега во оваа фаза ќе се изведуваат интервенциите со специјални конзерваторски материјали, кои што се за оваа намена се специјално набавени од Италија, при тоа стручните тимови ќе пристапат со крајно внимание за да се сочуваат оригиналните малтери од 12 век. Поволните временски услови кои што ги имаме во моментот, тоа го дозволува. Исчестен е дренажна ткана во меѓувреме, заштитена е надгробната конструкција, поставено е скеле околу објектот и околу скелето од надворешната страна ќе се постави заштитна обивка која ќе го штити објектот од надворешните влијани. Во меѓувреме, во соборнатрешната на црквата поставени се специјални мерни апарати за контрола на внатрешната микроклима. Во оваа фаза повторно ќе бидат ангажирани стручни лица од Институтот за земјотресно инженерство од Скопје, кои што ќе го дадат повторно своето стручно мислење околу неопходните интервенции на објектот. Сакам јавноста да знае дека со крајно внимание, со стручност и со љубов се работи во Курбиново. Сите во неговото спасување се свесни за одговорноста која имаат не само пред јавноста, туку и во однос на самото ова непреценливо културно добро. Јас и после овој разговор се спремам да заминам за Курбиново. И ако мене лично ме прашате, како човек кој 30 години работи во Националниот конзерваторски центар, не достиме со спасот на Курбиново. Затоа секој ден е драгоцен. Еве, во идеални услови кога би работеле, кога се би имале и средства и сите можности би биле обезбедени, според вас, кога би можело да се зборува веќе за завршување на заштитата на Курбиново? Значи, секако ние се потрудивме со обезбедување на новата буџетска линија да се обезбеди за следната година поголеми финансиски средства, за да може да не има потреба многу во етапи како што обично се работи овде во конзервацијата поради недостаток на средства, така што од тој аспект е обезбедено можноста во целата следна година да продолжи со конзервацијата. Ќе видиме во текот на годината ќе се изработи и проект
за конзервација на преските, работиме на тоа да се ангажираат и да се најдат стручни експерти од странство, и потоа ќе може веројатно мора први да се заврши архитектурата за да може да се пристапи кон конзервација на зидното сликарство. Така да сепак нема да биде следната година, веројатно ќе биде потребно уште една година после тоа. Истото прашање сакам да ви го поставам и за црквата Свети Богородица во селото Матејче. Видовме во изминатиот период доста фотографии на социјалните мрежи кои што прикажуваат една, па можам да кажам, катастрофална состојба во која што се наоѓа ова културно богатство. Што ќе се случува со таа црква? Значи, и во Матејче беа изведени активности на превентивна заштита на објектот за да се заштити објектот додека не се обезбедат услови да започнат целосните конзерваторски активности. Инаку на вистина, ако се суди по фотографии, состојбата во Матејче стварно делуваше алармантна, но при увидот на лице место и од извештаите од надлежната установа се види дека проблемот во Матејче, освен проблемот на копање на дупки на 2-3 места во подот, отсуството на врати и искршени прозорци и пробив на мала влага на неколку позиции, би рекли дека во добар дел случно се работи за запоставеност и отсуство на редовна грижа за самиот објект. Градот е моментално во релативно стабилна состојба, од кога од страна на Националниот конзерваторски центар се изведува превентивни запати на затварање на транзините и поправка на кровната конструкција, црквата е стабилизирана. И можеме да кажеме дека може слободно да преземи за од следната година да започнат активности изработка на проекти за конзервација и што е најбитно, проекти за ревитализација и план за управување и за константна грижа на објектот, бидејќи пред се тоа е главниот проблем на запоставеност. Кога зборуваме за овие важни, најважни објекти од културното наследство, секогаш се отвара прашањето на стручноста и подготвеноста на нашите експерти и на конзерваторите да ги изведат овие работи, да ги завршат до крај, да не оштетат ништо. Па ве прашувам вас како човек кој што работел колку, повеќе од 25 години работи? Скоро 30 во конзерваторскиот центар. Имаме ли ние навистина доволен број стручњаци кои што се подготвени да ги изведат овие проекти? Значи, несомнено е дека посетуваме експерти од сите домени на културно наследство, но нивниот број секако е недоволен во однос на бројот и состојбите на во што се наоѓа културното наследство. Проблемот со недостиг на кадар не е нов, тој е актуелно многу поодамна. Така уште во 2003 година во својот извештај Советот на Европа укажува на потребата од системско решавање на овој проблем. За жал, поради повеќегодишно отсуство на планска политика за обезбедување на стручен кадар, да се доведовме до алармантно намалување на стручниот кадар. Затоа во последните 3 години се изработија неколку анализи околу проблемите на установите доменот на заштита, меѓу другото и околу проблемите со стручниот кадар, на основи кои ќе се изготват конкретни стратешки планови и задачи за решавање на ова навистина горливо прашање. Може да се рече едно од најитните прашања кои што треба да се решат во заштитата. Во разговор со министерката за култура да кажа дека токму вие сте изготвиле проект за студиски за некакви студии кои што ќе нема да бидат факултет, но ќе имаат една факултативна форма. Така, повторно ќе се наведам да кажам дека едукацијата на кадри е еден од најургентните потреби во доменот на заштита на културното наследство. Значи, ние немаме никако ни формално ни неформално образование. Така да досегашната практика беше таквите кадри да се способуваат преку некој вид на чиракување, да го наречеме, на бројот на оние кои што се стекнала и со искуство на тој начин со од година во година постепено се намалуваш. Поради рестрикции во политиките на вработување. Денес професионалците во заштита може слободно да кажеме дека се едни од најдисциплинираните кадри во државата. Затоа ние сметаме дека треба ние да почнеме да ги следиме европските прописи кои предвидуваат високо образование, најмалку 5-годишно образование како предуслов за практично изведување на работа на конзервација.
Замислете како да се постигне таква едукација и да се реализира студиска програма за конзервација и реставрација, најсоветно би било во рамки на факултет за ликовни уметности, а понатаму исто така и да се работи во соработка со Министерството за образование, да се работи за воведување на предмети кои што се во добри со културно наследство и во другите области, како архитектура, градежништво, историја на уметност и така натаму. И морам да додадам дека дополнителен проблем на кој мораме да работиме е исто така и континуираното образование на веќе вработените кадри во заштитата. Затоа од голема помош може да не биде да склучување на договори со стручни и научни установи од странство, кои што би биле вклучени како во едукацијата, така може во одредени сегменти и во заштита на загрозено културно наследство, но кои едновремено и помагнале во размена на искуства. Ви благодарам многу, нашето време некако помина. Ова е само почетно, би рекла, почетни информации што ни ги давате за најважните објекти на нашето културно наследство. Уште еднаш ви благодарам и со надеж дека повторно ќе се слушнеме и ќе поразговараме за овие работи. Со задоволство. Ви благодарам на поканата.